Ја слушнавме старо-новата верзија на култната ха-ха, токму во минутите посветени на тема музика во денешното издание на емисијата Play Cafe го вклучуваме Методи Флеш, кој што ова чудна 2020 година одлучи да ја заврши со реализација на план кој што во студиото на Play Radio ни го најави пред околу 2 години, односно направи преработка во нов аранжман, ја реиздаде познатата песна Ха-ха, која што заедно со бендот ден потоа ја испеа пред повеќе од 2 децени. Мето поздрав од студиото на Play Radio. Оваа година направи да правиме и телефонски интервјуа. Верувам дека убаво се чувствуваш во твојот дом, а ние во студиото имаме можност да ги поздравиш слушателите. Пред се поздрав до сите слушатели, инаку искрено да ви кажам, поубаво ќе беше да бидам тука со вас, затоа што кај вас ми е попријатно него дома да испромовираме онака како што се знаеме, но приликите се тие чудни, како се кажа, и така, јас се надевам дека во 2021 година се ќе се врати на старо, во смисла дека овие интервјуа ќе ги работиме во студиото. Одамна ја планиравте оваа реализација, односно преработка и реаранжман на Ха-ха, зошто токму сега и дојде времето? Искрено сакав на нејзиниот 20 роден ден, за да го одбележи една, да кажам, една ера на ден потоа. Мојот матичен бенд и сета она детска и креативна енергија која сум ја почнал. И никако време да соберам, нели? Последнава година, пошто сум така повеќе дома, па нормално со повеќе време и повеќе сили и знаење, ја решив да ја пуштам во етер Ха-ха 2020. Исто така и символиката е голема, нели, Ха-ха. И она што го напишав и го кажувам дека многу убаво ни се насмеа во фата 2020 година. Точно. Не подсети на нашата човечка немоќ, за жал една голема завис меѓу луѓето, и тоа исто сакав да го кажам, да го потенцирам, што го символизира Ха-ха 2020, така да со обзир на сите околности сега беше моментот да излезе онака. Да, може да се каже дека во сите тие негативни околности се создаде нешто позитивно, вистинско време за Ха-ха 2020. Во новиот видеоспот правите спој на првичното изработено видео од пред 20 години, но има и нови снимки. Спојувате две сосема различни времиња на многу начини, и музички и културолошки. Па какви се реакциите на публиката сега, какви беа тогаш? Баш така, Ирена, секоја забелешка ти и од секојаш ти била на место. Благодарам. Таа и беше целта, да направиме една споредба од тогашното, сегашното, па да ги споиме, нели, во една нова целина. Мене ми е многу драго што се реакциите убави. Пред се нормално ние репер социјалните мрежи, сега можам да кажам дека е ова и прво интервју за вас, допрва ќе почне на промоцијата и се многу задоволни тој спој како видео, така и аудио спојката, и така дел од луѓето само се потсетија на тие времиња, други првпати ја слушаат некои генерации. Да, ја слушаат првпати ја гледаат со своји очи, така да во секој случај интересен момент, и мислам дека им се свиѓа пона како ми коментираат и како ја споделуваат песната. Така, изминатава година беше навистина тешка за сите, посебно за уметниците, па и за музичарите. Да, посебно за вас беше невозможно за лајв караокето по кое што сте познати. Па како ја поминавте професионално оваа 2020? Ирена, многу тешко во секој случај, како и секој музичар, како секој уметник. Нели, ние сме слободни птици, ние сакаме да створиме, сакаме да сме меѓу луѓето. Но тоа е што е, гледав својата енергија да ја насочам према тоа, да бидам користен за себе, да се доедуцирам во врска со продукцијата, музиката, нели, допрва ќе чекате нови песни, некои нови идеи ги ставив во фиока, и пред се на таков план гледам, што сепак ни треба да останеме присебни, и мислам дека ќе помине за брзо, за некој месец, па ќе се вратиме онаму кај што ни е местото.
Токму така, ајде нека биде дека ова 2020 година ви беше подлога за размислување и развивање мисловно на други идеи кои што имате намера да ги реализирате. Вие имате и директно искуство со вирусот COVID-19, моментално сте во изолација поради тоа што за жал имавте позитивен тест на COVID-19. Па како изгледа сето тоа одблиску? Искрено го поминувам веќе во поодмината фаза и релативно лесно со една неделата температура. Ете, сум имал среќа за разлика од некои други што не успеа или па уште онака ги напаѓа вирусот и создава повеќе проблеми. Клиничка слика, да. Потешка клиничка слика. Јас сум кај полесните со Господ напред, ќе поминат и уште овие неколку дена, колку што ми се така закажани, колку што требале да поминат, па се враќаме назад со нови сили. Така, драго ми е што поминувате лесно со оглед на тоа дека кога веќе е период на епидемија, сите оние кои што се заразиле, убава весте за сите оние кои што поминале добро. Секако испраќаме порака до сите слушатели да се чуваат колку што можат и секако да ги почитуваат сите мерки за во 2021 година, да имаме сосема нова приказна. Јас тоа би повлекол дека буквално не сум мрнал од дома, што се вика, не знам каде, на каков начин тоа зло, таа чума се пренесува, значи буквално, пошто не одам на работа, чисто одам да трчам и се враќам во студио, стварно не знам од каде се тоа ми се деси, но ето се деси. Да, не, апсолутно вирусот апсолутно покажа дека нема правила со оглед на тоа дека сите теории кои што претходно ги развива и странските земји, Кина каде што прв пат се појави, нема никакви правила, секој на различен начин се заразил и секој различно го поминал тој период, но да одиме во 2021 година со убави желби. Кои се твоите планови за неа? Во секој случај да ни се врати старото нормално, но не ова нормално кое многу ме живцира, што побрзо да се вратам меѓу луѓето, да функционираме сите, да се дружиме, веќе ни фали дружба, ни фали излегување. Ете тоа, пред се тоа ми е да се дружиме, да разменуваме непосредни идеи, да бидеме со луѓето, едноставно да биде како што беше. Така, јас многу ви благодарам за ова вклучување со оглед на тоа дека и во состојба со вирус најдовте време да се вклучите во нашето студио. Сигурно ќе имаме можност да разговараме следната година и во студио, па честито антитела сега во одреден период ќе бидете сосема безбеден. Да, ќе можам да си пијам каферат. Така, се слушаме во секој случај повторно. На Play FM, фала ви многу. Така, ти благодариме и на тебе за секогаш пријатниот разговор. Ние сега продолжуваме со супер музика на Play.